Нови бомби експлодирани на социјалната мрежа Facebook. Од профилот Елчека објавени се 8 снимени аудиоразговори. Поголемиот дел од бомбите се од врвот на Дуи, разговори во кои се вклучени Али Ахмети и Муса Џафери, тврди корисникот на Facebook. Од профилот Елчека објавени и разговор за кој пишува дека е меѓу поранешната министерка за внатрешни работи Гордана Јанкуловска и екс-директорот на УПК Сашо Мјалков. Тие разговараат за поранешниот министер за правда Блерин Беџети. Во дел од разговорите корисникот пишува дека ова е само почеток. Многу повеќе прислушувани разговори има за Кумановската група која е во македонските затвори и ќе бидат објавени скоро. Ние сакаме меѓународната истрага да почне да се справува со случајот на диво населје кој го исценираа председателот на ДУИ структури во соработка со ВМРО и Груевски. Објавувачот на снимените телефонски разговори не е анонимен. Има речиси 2800 Facebook пријатели. Редовно објавува фотографии, а има и со символот на УЧК. Полицијата веќе го открила корисникот и го известиле обвинителството. Известена е социјалната мрежа Facebook, односно надлежните во оваа компанија се известени дека се пласирани нелегални содржини преку нивниот сервис. По целосното расчистување на случајот, МВР ќе поднесе кривична пријава против сторителот и за тоа соодветно ќе информира јавноста. Скопското обвинителство веќе истражува, но друг профил кој објавува телефонски разговори за руската мрежа ВКонтакте. Македонските истражни органи бараат кој стои зад псевдонимот Илија Громовник, но се уште чекаат одговор од руските власти. Токму од профилот на Илија Громовник беше објавен разговорот на пратеникот Павле Богоевски за кого тврдеше дека нарачува кокаин, а самиот Богоевски се произнесе дека барал масло од канабис. Скандалот резултираше со оставка во најава.